Господин Јаковлевски, благодарам што сте во Дневникот на телевизија Ултра. Би сакал неколку прашања ви поставам, оние кои што се актуелни. Неодамна на една дебатна емисија албанските политички партии најавија дека на следните локални избори заедно ќе учествуваат на оние места каде што не може да изведат советник. Да не бидам погрешно разбран, то мене име воодушевува, но сакам да ве прашам зошто вие тоа не го правите, бидејќи во неколку наврати, однамо од каде што потекнувате и вие од општина Врапчиште, не успевате да извадите советник, не правите никогаш коалиција со СДСМ, минатите локални избори, ако добро се сеќавам, за 50 гласови не извадивте советника, доколку бевте заедно, можеби тоа ќе имавме и двајца. Се разговара на седница на совет, вие воопшто не знаете што таму се случува. Зошто не покренете на ваква иницијатива да имате советник и вие во општина Врапчиште? Па прво во врска со ова одлука на ДУИ, односно на албанските партии, дека наредните избори ќе одат заедно, значи ќе коалицираат сите заедно во интерес на албанците во Македонија, како што они го кажаа тоа. Можеби тоа е еден дел од демократијата која што они така ја разбираат. За жал кај албанците, мислам за среќа нивна, има центар еден кој што им кажува што да направат. Штетата е кај нас што ние се уште немаме таков центар еден, да го послушаме кога се работи нешто во интерес на Македонија и на македонците, мислам за македонската етничка заедница. Меѓутоа не значи тоа дека ние нема да седнеме заедно и да се договориме. Имавме неколку во минатото неколку така напори, договори. Еднаш не го прифатија представниците на СДСМ, конкретно сега зборувам за општина Врапчиште. Еднаш од ВМРО ДПМН, значи од мојата партија исто не го прифатија и за жал останавме во општина Врапчиште без ниту еден советник. Иако по наши проценки, доколку би оделе сите заедно на избори, значи и СДСМ и ВМРО ДПМН, можеме да се избориме за двајца советници. Дали е тоа толку тешко да се договорите, бидејќи многу е лесно. Една година ВМРО, например, би бил носител на листата, следни избори би бил СДСМ носител на листата, а со оглед тоа дека можеби и двајца советници треба да се добијат, воопшто не ја правите таа коалиција. Поради кои причини? Толку ли е тешко? Последниот пат, значи последните избори, предложив и некои од СДСМ го прифатија тоа да одиме со една советничка листа и по случаен избор, односно на хартија напишани двете имиња и случаен минувач да одбере кое листче, значи која партија прва да биде на списокот за советник, а наредните избори автоматски, значи вториот да биде прв и така да се менуваме секојаш. Меѓутоа тука имаше проблем од некои челници наши во Гостивар, мислам, во општина Врапчиште, кои што не го прифатија тој мој предлог и така да за жал останавме без советници. Меѓутоа се ближат на прагот и се надевам дека ќе извлечете добра полука. Па видовме дека така не води, општина Врапчиште си носи закони, одлуки без ниту еден македонец да биде присутен, значи нити се почитува Бадентер, нити ништо. Имавме и неколку инциденти кои што за жал, мислам за среќа добро и поминаа, ете сака да го со одлука на општината која што во меѓувреме веќе не е актуелна, сака да го рушат крстот во село Зубовце. Затоа ви е потребен советник во Точно. советот. Но од локална, малку одиме на национална политика, имено би сакал да слушнам ваш коментар како ја коментирате одлуката за тужбата против Стен Департментот и УСАИД. Па конечно се најде некој да му застане на пат не само на амбасадорот на Америка Бејли, туку на комплетно на целата Соросова компанија која што цело време произведува конфликти не само во Македонија, не само на Балканот, туку во целиот свет. Гледате што направија во Сирија, во Ирак, во Либија, многу стабилни држави, добри држави. Океј, да се спуштиме на во Македонија тука. И така да таа компанија на Сорос, која што и припаѓа ти амбасадорот на Америка Бели во таа компанија,
и политичарите од Албанија, Еди Рама и сите. Значи, добро е некој кој што конечно им застана на пат и да се надеваме дека ќе има добра завршница и ќе излезе во јавноста комплетната шема која што е правил Бели со неговите Соросови структури тука во Македонија и да се надеваме дека еден ден и ние нешто убаво ќе слушнеме од Америка, дека Америка не поддржува растурање на Македонија. Благодарам што бевте гостин во Дневникот на телевизија Ултра. Благодарам за поканата.